Гледаш ли дека не сгрешивме што дојдовме? Ете, ова е нашиот среќен ден, нашите 5 минути. Од дене започнува нашиот среќен живот. Блеснаа рефлекторите, а големиот балон забрзано се полнеше со многу луѓе. Деца, возрастни, мажи и жени. Клара во ниеден момент не се исплаши дека ќе ја види некој познат, па ќе ја каже на незините, бидејќи нивното место беше мало и луѓето воглавно се знае помеѓу себе. Ниту пак помисли на пивото кое изладено требаше да го однесе дома, каде на трапезата, заедно со нивните родители, беа седнати гостите од главниот град. Ама воопшто не и беше гајле, ниту пак чувствуваше некаква грижа на совест. Целосно се исклучи и му се посвети на денов, кој за неја беше многу значајен. А и секој миг ги очекуваше да и се случат оние најважни 5 минути. Меѓу другото, тоа не беше обичен ден. Тоа беше ден во кој таа за прв пат сама преиде на другата страна од нивното градче, по потрага по нешто што го нема. Ден во кој ја сретна новата другарка, која и легна на срце уште од првиот миг кога ја здогледа, со која заработија многу пари заедно. И ден во кој универзумот и прати знак дека денес е незиниот среќен ден и дека ова се незините 5 минути. Добро дојдовте во најновото издание на емисијата Кирилица на телевизија Мега. Денешен мој соговорник не би сакала да кажувам некоја помпезна најава, само ќе ја најавам како едно од најпознатите битолски чупиња. Денешен мој соговорник е Сузана Тфрунџиева. Здраво! Здраво! И драго ми е што ме сврстуваш во се уште во битолските чупиња, иако јас одамна излегов од таа категорија на чупиња, ама мислам дека секогаш кога се враќам во Битола, јас одново сум чупе и одново сум дете. Дете, сакам да кажам, детството ми е заспано или замрзнато овде, така да имам голема привилегија да во тие малку мои навраќања во годината пак се враќам во моето детство и пак сум чупето од Битола. Твојата работа може да се забележи насекаде. Дали станува збор за литература, за музика, за медиуми. Последно на наша ТВ, трета смена, втора смена, актуелна емисија за гледачите, гледана, каде се најде точно тука, на тоа поле на уметности, визуелни и, може да се каже, строго литературни и музички. Јас се плашам од едно сознание кое се појасно и се покристално ми се придружува и не ме напушта, дека последниве 5-6 години не само што не знам за доста и не само што не се трудам да се олабавам, бидејќи веќе во 5-тата деценија од животот, треба човек да направи селекција, се што не треба, се што не мора, да го тргни настрана и да ужива сега во овие години во кои треба малку и да си посветиме време на себе. Јас напротив, значи не само што не си остави време за себе, слободно време, туку и се повеќе страсти се појавија во таа моја креативна енергија која никако не знае за граници и мислам дека само небото ми е граница во оваа фаза од животот. И не знам што уште нешто ќе почнам да правам и дали воопшто ќе остане слободно време за мене, бидејќи јас со години наназад во шега знам да искоментирам или да објавам некој статус во кој навистина гласам за подолг ден, да не трае 24 сати, да трае подолго од 24 сати, ама таквиот мој глас до никаде не допира и мислам дека оние луѓе кои имаат слична динамика на животот ме разбираат што сакам да кажам. Не можам да кажам дека има приоритет пишувањето или медиумите или музиката. Музиката веќе одамна не е мој приоритет, ама пак е таа силната, најсилната љубов без која јас не можам да живеам едноставно. Дури и кога не пеам, таа ровари, буричка, прави нешто, провоцира и токму последица на тоа нејзино роварење беше и мојата ликовна изложба во декември минатата година, која беше настаната поради недостиг на витамин музика и беше насловена како кога уметноста ќе пропее. Значи таа наоѓа начин како да излезе од мене, па макар и со цртање. Неодамна во Битола ја промовира твојата најнова книга, насловена како 5 минути, но тоа не е единственото нешто. Прво беше куферот од соништа, потоа доаѓа моите зборови, мојот живот.
Па нешто доста интересно, барем за мене, животот не е бајка и сега 5 минути. Како се создаваше сето тоа? Нема те прашувам за инспирацијата, затоа што читајќи се дофаќаат тие интересни моменти, но што е она што им го нудиш ти на читателите? Која е пораката пред се? 5 минути е една кратка и јасна порака и одма ти символизира на оние фамозни 5 минути за кои сите ние посакуваме да ни се случат во животот. Некогаш ни се случуваат на време, некогаш пред време, некогаш во невреме. Овде акцентот е ставен токму на тие вистински 5 минути и предизвикот беше голем затоа што инспирацијата за да напишам нешто што не го тангира мојот живот, бидејќи јас мислев дека цел живот ако пишувам и понатаму, после таа 2007 кога излезе Куфарот со соништа, мислев дека се што ќе напишам понатаму до крајот на животот ќе го тангира мојот живот и моите промени, како јас еволуирам како личност, како креативец, како мултимедијален уметник, бидејќи пак ќе кажам, на вистина во ова доба од животот се чувствувам толку зрело што веќе и сама не се обидувам да си речам може тоа не треба. Не, се што ми надоаѓа овде како порака, некој непознат пријател од универзумот мене ми праќа пораки, јас сакам да го запознам кој е тој, ама не можам, едноставно доаѓаат некои пораки, доаѓаат некои идеи и јас веднаш ги преточувам во дело. Веќе не чекам и не губам ни една секунда, камоли минута. Значи токму 5 минути е порака дека секој ден е значаен ден и секоја минута е најважна минута. Токму во моментот кога ќе ја добиеш идејата дека јас би било добро да го сработам тоа, јас во истиот момент седнувам и почнувам да го работам процесот. Порано знаев да одолговлекувам во животот, знаев да речам од понеделник, знаев да речам од идната недела, знаев да речам ова да го завршам па ќе го почнам тоа. Сега веќе не губам време, апсолутно. Ги користам сите можни помагала, почнувајќи од еден обичен телефон до обично ливче што ќе ми се најди до мене, до било што, само да ја започнам постапката, а како ќе ја развијам и кога ќе ја донесам во некоја сериозна фаза, не знам. Ама знам дека ми се во моментов започнати 4 романи. Не можам да ти ветам кога ќе ги завршам, бидејќи и сама не знам кој од нив ќе има приоритет и зошто. Пак ќе ми каже непознатото другарче, сигурно ќе се јави од некаде и ќе ми каже кој од нив е следен и зошто и кога. Верувам во енергии кои се привлекуваат или одбиваат, не верувам во никакви случајности, не верувам во планови, одамна престанав да правам планови и се што во мојот живот ми се случило непланирано, ми се случило не онака како што замислував дека ќе ми течи годината, месецот или било што периодот во животот и јас сум доказ на оние личности дека животот во рамка може само да те закочи, да те демотивира, да те одвлечи од твоите соништа. Јас сонувам и кога спијам, ама многу повеќе сонувам кога сум будна и токму тоа ми помага да ги реализирам сите мои желби од дете. Можеби не заминав јас некаде во светот по некоја голема сцена да пеам, но имав и многу други соништа за кои никогаш гласно не проговорив, ама овој начин на изразување ми помогна токму тука да ги остварувам сите мои соништа, да бидам личност која не сум била, да се пронедам во некој лик, или да одам некаде да патувам низ светот, или било што некоја добрина голема да направам, бидејќи од мала бев некако така, хуманоста ми беше блиска. Значи овде е доприна потрагата по онаа добрина, по онаа хуманост, она безусловно пријателство. И сето тоа кога ќе го заплеткаш во некои убави приказни, во некои големи заплети, тоа ти дава една грандиозна нота во која и ти се чувствуваш голем човек, ако тебе како лик те нема во книгата. Бидејќи присутна си во македонската јавност, дали тоа станува збор за музичката сцена, еве сега и најново литературната и воопшто медиумскиот простор, се соочуваш секојдневно со одредени предизвици. Претпоставувам дека има еден прекрасен хаос, на некој начин испреплетени сите тие релации, своевремено озборувана, важи за инспиративна личност во секој случај, затоа што тука се наоѓа тој префиксот на жена борец. Еден период поминува и од некаде излегува жена и знае што сака. Колку беше
тежок од една страна тој пат да се помине, сите тие искуства да се соберат и за денеска така на некој начин сурово, јас така барем го толкувам, но многу елегантно и симпатично да му се приде на таа негативна страна и да му се каже ова е моје мислење, ова е моје размислување, јас вака ќе направам, можеш да правиш што сакаш. Да, јас и тоа го пишувам кога мудрувам обично, а мудрувам и кога спијам, и кога работам, и кога чистам, и кога перам на рака, мудрувам, верувај ми. Крај нема, јас постојано велам, аман, доста сега сакам да се посветам на пеењето. Не, штом дома земам нешто да подзачистам или нешто да сработам, или возам, едноставно тргната сум на пат и доаѓаат тие сите идеи, тие мудростите што се спакувани во големата збирка со 1000 мисли и цитати, и тие си надоаѓаат. Ако не ги запишам во моментот, готово ќе излуфтираат. И таму честопати велам, прекрасно е чувството кога луѓето мислат дека вие пиете нафта, а всушност вие отварате ново шише на шампањ. Или исто така дека мене одамна не ме интересира туѓото мислење, бидејќи јас сега имам свое. Кога во минатото немав свое мислење, кога барав второ, трето, кога барав совет, кога не бев многу сигурна во моите избори, во моите одлуки, во сето она што треба да го преземам како голем чекор, многу пати се наоѓав на крстопат. Многу пати не бев сигурна дека ја донесов исправната одлука, дека грешно нешто сум постапила, дека цехот од тоа можеби ќе го плаќам до крајот на животот. Ама денеска воопшто не ме интересира. Да, јас ќе те ислушам, јас можеби ќе го прифатам твојот совет, ама пак ќе постапам онака како што јас одлучив, бидејќи сега на моите 47 години точно знам што е исправно, а што не е исправно и каде сум сгрешила во минатото, односно јас не сваќам ништо како грешка, се сваќам како лекција и не признавам грешки. Се така како што се случило, токму така требало да се случи. Можеби таа жена борец која ти ја спомнуваш сега е искалена од животот, од судбината и од состојбите низ кои таа минувала. Можеби таа жена борец немало да биде борец ако во животот не го изгубила својот татко на 24 години, својот брат кој немаше ни 36 години во најдобрите години. Можеби ако не бев соочена со некои такви големи животни предизвици, во кои останавме само жени во семејството, можеби никогаш немаше да ја извадам таа моја борбена жичка. Можеби мојот брак да не завршил туку што почнал првиот брак. Пак немаше животот да ме втурне во една немилосердна средина во која секој само го чека твојот пат, твојот неуспех. Никој нема да те поддржи кога ти е супер, никој нема да ти го признае твојот успех, ама важно сите сакаат да ти се смеат кога нешто ќе ти тргне надолу. И токму таквите ситуации, токму сето тоа кое што го преживував очи во очи со луѓето кои ме пресретнуваа, да, јас немам чип, сензор вграден, немам да видам што мислиш ти за мене, ама толку добро ги препознавам енергиите на луѓето кои ме сакаат, ме почитуваат и на луѓето кои едва и чекаат да ме начекаат во некоја лоша ситуација. И токму тоа ме направи да се борам. Токму тоа ме направи да секогаш се потпрам на слабите мускули, а не на моќните пријатели. И токму поради тоа почнав и да мудрувам. Бидејќи еден период молчев, еден период се правев дека ништо не забележувам, дека ништо не работам, а всушност многу работев. Но потоа почнав и на поинаков начин да го кажувам целиот оној мој процес на зреење, на растеж, внатрешен растеж. Мислам дека последниве години најмногу пораснав одвнатре, а сето тоа ми помогна животот и сите неприлики кои во животот ми се случија. Значи, сите убави моменти, можеби ништо не научив во убавите моменти, но најмногу научив кога дојдоа оние тешките денови и за мене, и за семејството, и за сите во нашата средина. И за жал, како што реков и на мојата промоција, до крајот на животот, мојот живот ќе се дели на пред 2001-та и по 2001-та годината, кога исчезна мојот брат, кој што го немаше цели 40 дена и во тие 40 денови се смени целата диоптрија на мојот живот. Се што во животот сум доживувала на еден начин, подоцна го доживував на еден сосема друг начин. Квалитетот на нашиот живот, целата она поимање на среќата, на радоста, на мигот, сега и тука, сето тоа се промени, но од мене таа голема несреќа и трагедија во нашето семејство направи една поинаква личност. Мислам дека малку е подобра од претходната и секогаш се стреми да биде колку може подобра.
Во книжевноста има една реченица, вика, ништо не ги спојува луѓето толку добро како успешно, односно среќна помината несреќа. Јас ќе се навратам сега на твоите цитати, каде што пишуваш: животот и постапките на луѓето те учат да имаш време само за оние кои го заслужуваат твоето време. Ако се навратиме, времето значи живот секојдневно се појавуваат тие кратци на време, кратци на живот, кои непоштедно ги крадат тие убави моменти. Да, за разлика од минатото, порано знаев да речам немам време. Сега не велам веќе немам време. Сега ја кажувам причината зашто не сакам да го најдам времето. А можам. Во минатото, да речеме, ми било незгодно, пак ќе измислувам немам време, треба да одам ваму, треба да одам таму. А денеска научив да ги ценам луѓето не според заслугите, туку онолку колку што тие наоѓаат време за мене, толку наоѓам и јас време за нив. Бидејќи ниту твоето време, ниту ничие друго време е повредно од моето сопствено време. Токму и поради тоа е таа некоја една од моите мисли со кои што јас си дружам од време на време. Бидејќи изгледот пред камера треба секогаш да биде некако некое непишано правило, скоцкан, добро среден сето тоа. И сите жени на некој начин прекрасно изгледаат, но секогаш има и навраќање на онај внатрешен изглед за како треба да изгледа една жена за да биде убав. Да, јас во минатото, кога бев и помлада, може би немав многу потреба многу да се замарам. Имав една виткана дива природна од мајка родена коса. На фризер не одев, дома се средував, дома се шминкав и воопшто не бев оптеретена околу мојот изглед. Знаев дека се што е мое со себе го носам и токму таква луѓето и ме засакаа, оние што ме засакаа, нормално оние што не ме засакале, може би никогаш не треба да ме засакаат, не знам. Арно, ама со текот на годините сватив дека на тешки маки се оние жени кои што се обседнати со својата надворешност, со својот изглед, со своите веги, со своите усти, со пребројувањето на брчки и бели влакна на главата, на лицето. Мислам дека тоа се ужасни маки, ужасни страданија и да не си им во кожата на тие жени кои што живеат на тој принцип да отстранат се што е недостаток физички, се што може да се камуфлира со денешниот модерен начин на живот, со естетски хирургија и со 300 чуда, помагала по салони козметички. Мислам дека тоа е едно толку погрешно поимање на убавината како димензија, бидејќи внатрешната убавина е немерлива и внатрешната среќа која ние треба да ја пронајдеме. Освен онаа кога јас ќе застанам со мојот паметен телефон и ќе си направам слика и ќе се објавам по социјални мрежи, по Инстаграм, по не знам што, и да им докажам колку јас сум убава или колку сум супер средена. Мислам дека тоа поминува само кај еден многу мал дел од женскиот свет. Веќе се повеќе запознавам освестени жени, себереализирани жени, жени кои што работат на нивниот внатрешен растеж и жени кои трагаат по моменти на радост и среќа, кога ќе ги избалансираат сите нешта од внатре. Тогаш е нешто што не се мери со ниедна прекрасна наша естетска корекција на лицето, па макар и да успееме да ги отстраниме сите брчки на годините и секое бело влакно кое се појавува. Мислам дека во ова поново време во кое некако и жени има се повеќе кои работат на себе, не дека мажи нема, но жените рака на срце се многу повеќе. Јас сум среќна што запознавам такви жени на кои најважно им е да бидат убави и среќни одвнатре, бидејќи ако ние сами се чувствуваме така и сите така ќе не доживуваат. Се поголем е бројот на оние кои се алергични на туѓата среќа. Да. Некако ова и самото време од она што го слушам од моите познаници, пријатели, дека се повеќе луѓето се посветени на оние материјални блага да ги стекнат во текот на животот и се повеќе семејството се става може да почека и еден момент се појавува во животот, повеќе не може ништо да чека и човекот се наоѓа во еден хаос и сето тоа резултира со неубави последици. Сведоци сме во
секој ден сме бомбардирани преку информативните програми за тоа што се случува во светот. Горе-долу се не погодува на некој начин, токму поради таа брза информираност, но она што сакам тука да акцентираме, алергични на туѓата среќа. Тоа најверојатно оттаму влечи некој корен. Точно така, денеска е на прсти се бројат, на една рака се бројат луѓето кои се радуваат на твојот успех и кои не слават за твојата неповолна ситуација или несреќа. Исто така прочитав и некој друг статус сличен на тој мој, на таа една моја мисла, дека денеска луѓето немаат време да ги прослават сопствените успеси, ама затоа секогаш наоѓаат време да ги прослават тугите неуспеси, тугите банкроти, затоа први се да го прослават. Живееме со една многу ниска струја, во која сите сакаме да ги видиме другите паднати, да ги видиме во ситуација полоша од нашата, за да можеме да се тешиме дека не сум и само јас во лоша состојба, види го оној каков е за греота, види го за грев. И сите би сакале да можат да не сожалуваат, сите би сакале да можат да не видат легнати на земја како приумираме. Јас неколку пати го почувствував тоа, не дека толку многу животот ме треснувал во оној економски аспект од земја, ама најмногу го забележав во периодот кога еден телевизија отиде во историјата, во вечноста. И во тие наредни година дена ме пресретнуваа на улица секакви луѓе. Добронамерни, не толку добронамерни, љубопитни, сеирџи, секакви луѓе и од нив слушнав се и се што. Дури го спомнуваа и моето и многу други имиња на места кај што воопшто немаше причина да бидат спомнати. Тогаш сватив колку луѓето се радуваат кога тебе ќе ти тргне нешто надолу. Просто цветаат од радост, едва и чекаат да ти се јават кога нешто не е како што треба, ама да те сожалат не за да ти речат што можам јас да ти бидам од корист, што можам да ти помогнам, туку да ти кажат дека многу ми е жал за тебе. Ако нешто во животот не сум сакала да слушнам, тоа е токму таа реченица. Многу ми е жал за тебе, значи страшно те жалам. Јас никогаш во животот, колку и да ми беше тешко, а ми било тешко, неколку пати во животот ми било многу тешко, а знаеле малкумина колку ми е мене тешко, никогаш не му дадов никому за право да ме жали, да ме сожалува и секогаш стоев здраво на двете нозе и го барав решението, бидејќи знаев дека ќе го најдам и знаев дека тоа ќе се појави. Може би не бев доволно цврста, може не бев доволно сигурна дека токму денеска и токму сега ќе го најдам, но знаев дека тоа ќе се појави затоа што искрено со цело срце трагав по него и никогаш не седнав дома да тагувам и да плачам зошто нешто во животот ми тргнало толку многу лошо. Поради тоа е и таа мисла врзана за радоста на туѓата несреќа, односно сето она што се вика дека не научивме да се радуваме на тугиот успех, бидејќи денеска луѓето се ќе ти простат и да излажеш, и да изневериш, и да силуваш, и да убиеш, но нема да ти го простат успехот, бидејќи ти можеш да бидеш се што тој другиот не е. Големата самодоверба е поважна од големиот талент, нешто кое се провлекува со векови. Бидејќи, во наша земја има многу талентирани луѓе. Свесна си, постојано ти се гости во емисија. А има и луѓе со 0,01 талент, ама со многу голема самодоверба. Кога ќе излезат и да кажуваат нешто, тој шармен им допушта да направат чуда на некој начин. И кога треба да се даде една дефиниција за тоа што е самодовербата и како влијае кај луѓето, тоа верувам дека најмногу и најдобро можеш да го опише со тоа дека многу младо започна на македонската музичка сцена, тој контакт со публиката. Сега можеби од овој аспект делува малку банално, но сепак е многу важно на таа возраст да се остварат толкави успеси. Да, јас неретко ми се случува да во моето студио, во сите мои смени представувам гости кои имаат многу голема популарност и добро заработуваат покрај популарноста, а имаат подпросечен талент. И честопати сум си рекла вака: Сузано, дали си ти нормална што на овие луѓе им даваш толку минути? Немој да паѓаш под квалитет со твоите емисии,
Затоа што треба некој да заслужи да биде твој гостин. Треба да биде барем половина од она што си ти. Да знае да каже 3 проширени реченици без да се сплетка. Арно, ама некогаш по препорака, некогаш во последен минут, last minute он е понуди, знаеш како кога гостин ти спасува термин за да не ти пропадни терминот, ќе направиш и превид и ќе викнеш гостин кој просто не ти се верува колку фанови има, колку следбеници има на Facebook и по колку пари ги наплаќа своите настапи, а ти е срам и уби ме туѓа срамота, се извинувам што ќе се изразам се вака на српски, ама се срамам што го слушам, дури ми доаѓа некогаш и да ја наведнам главата додека ми е тој во студио покрај мене. Но ете, тоа го прави големата самодоверба, понекогаш и финансиската поволна ситуација, но не се толку пресудни парите, по тој миг колку што е важно да се наполниш со себе, да не се срамиш да бараш гостувања, настапи, да сам да си ги разбиваш патеките и патот и да ја имаш таа среќна околност да најдеш и луѓе кои исто така ќе бидат како тебе ограничени во критериумите, бидејќи секој човек не соработува со ограничен талент, секој сака да соработува со талент, нели? Но имаме ние многу такви, да не ги наречам сега, ограничени луѓе кои не го разбираат талентот до крај и кои соработуваат со луѓето со просечен талент, така да заеднички некогаш прават и чуда. И токму по таа моја констатација извлечена од тоа дека не е важен талентот. Јас познавам мал милион луѓе со раскошни таленти, просто им се восхитувам на талентот, но останале со својот талент дома, многу пати невработени, многу пати и не ги знае јавноста, токму заради таа нивна мрза, заради таа ниска струја, заради милион предрасуди и заради немањето самодоверба. Колку е важно да еден млад човек во текот на оние бујни години да се посвети на она што го работи, она што го сака да го работи пред се и да може да во иднина да го постигне тоа што треба да го постигне. Сега повеќе употребив модални зборови затоа што тие се најтешки. Да. Јас од Битола заминав 87 септември месец, крај на септември месец и заминав со големи соништа. Не можам да ти кажам колку беа големи. Значи, најголемите на светот што може да ги има едно туку што завршено девојче Чупе, средно музичко училиште со сите петки, со големи препораки од нејзините професори. И себе си се гледав како го прескочив факултетот и јас веќе пеам на некоја оперска сцена. Арно, ама, знаеш кај завршив? По 2 часа. Во полициска станица. Возот стаса што стаса во Скопје, ама јас завршив во полициска станица под железничка. Има полициска станица во Скопје и токму така почнува куферот со соништа. Каде отидоа моите куфери од Битола, од битолскиот воз, каде стасаа моите куфери со соништа. Токму тоа беше и предизвикот да започнам да пишувам. Првиот роман 2007. Значи, цел тој бурен старт на новиот живот, на големиот град, на сите соништа кои ги сонуваш ти со отворени очи, како ти се кршат коцките во една секунда, не по твоја вина. Така сакал животот, нели? Никогаш тие не знаеме што може во животот да предизвика нечија енергија од страна или било што друго. Тоа беше комична ситуација. Многу комична ситуација беше таа со возот и со полицијата, ама ме освести вака, штрак, како некој да ми врза 2 шлаканици во еден момент и ме освести одма да се разбудам, да немам јас време на прилагодување во Скопје, па да слезиш, па да те пречека брат. Ти брат ми кутриот не чекал, ама не знаел дека сме ние во полиција. Не чекал, 100 сати не чекал на станица во Скопје, избезумен, тогаш немаше мобилни телефони, немаше ништо. И таа беше една многу интересна, сега ми е од овој аспект многу смешна ситуација, ама тогаш ич не ми беше смешно. И како да ти кажам, се освестив, многу на брзина се освестив, многу на брзина го прифатив градот со сите негови неправилности, со сите оние нови моменти во него и сватив дека мораш да се потприш на овие две, мораш да научиш да се носиш
со се во животот и дека мораш јасно и гласно да кажеш што бараш, што сакаш, а не да молчиш, да ќутиш и да чекаш петок и сабота и недела да си одиш дома и да се исплачиш, да се изжалиш на мајка ти и на татко ти, бидејќи тие нема ништо да можат да ти помогнат. Дури нема ни да те разберат. Нивниот свет беше поинаков, помал. Јас имав големи соништа, навистина големи соништа и ден денеска ти тврдам дека јас не сум родена за обични работи. Јас сум родена за необични работи кои што сум сигурна дека особено после овие 5 минути ќе ги привлечам уште по необични работи и верувам во тоа. И нагло сватив дека секоја лекција во животот која ќе ми надоаѓа и секоја несакана ситуација, јас морам да ја преточам во некое добро дело, во некоја многу подобра ситуација. И токму такви луѓе почнав да препознавам, токму такви луѓе почнаа и да ме ангажираат за разноразни проекти. Уште како студентка јас бев на сцената на Драмски со 3 представи. Во 2 филма учествував со Коле Ангеловски. Имав многу привлеков многу интересни соработници со кои што и ден денеска од време на време соработуваме. Ме втурна животот по телевизиите, иако мислев дека на сцена ќе останам. Се развија едни прекрасни соработки, едни многу контакти. Подоцна ме однесе животот во Австралија, но пак беше игра на судбината, се вратив од таму, иако на моменти ми е криво што не останав таму, но пак верувам дека секоја одлука донесена била исправна и токму така требало и да се случат некои работи. Значи се е на препознавање. Препознавање на моментите и расудување на принципот што ќе биде ако било поинаку. Ништо нема да биде. Токму така требало да биде. Кога станува збор за релациите помеѓу луѓето, е неисцрпна тема, затоа што постојано сме со нив и постојано повторно крадат време, сакаат да учествуваат де во нашиот живот, де ние во нивниот. Но како да се препознаат позитивните, убавите луѓе? Па веројатно секогаш не ни е доволен само еден контакт со луѓето со кои на прв поглед сме фасцинирани. Јас да речеме во минатото до мојата 35-40 година се фасцинирав од луѓето на прва. Секогаш на прва се восхитував, а подоцна многу често се разочарував од истите тие луѓе. И мојот брат Панде, покоен, стално ми велеше: зошто бе Суза толку брзо донесуваш заклучоци за луѓето и толку брзо се воодушевуваш? Твојата грешка е токму таа што ти секогаш ги доживуваш дека се токму такви какви што ти се представиле првиот пат. Многу размислував на таа негова забелешка, не еднаш, многу пати ми ја имаше кажано и подоцна со сето зреење, со годините, со мудроста, со искуствата и со контактите на луѓето, почнав да ги разликувам кои се луѓето кои се блиски, срдечни, љубезни и секогаш настроени за комплименти заради тоа што едноставно ме сакаат или заради тоа што очекуваат нешто за возврат, односно имаат интерес од мене. Без разлика на каков интерес станува збор. И навистина денеска немам дилема и немам проблем на моите години во ова време од животот да ги разликувам луѓето кои ми делат комплименти поради некакви интереси и очекуваат нешто за возврат или имаат некаква потреба од мене или сакаат да се спријателат исклучиво заради некаков свој интерес, или луѓето кои просто си им драг и не очекуваат ништо за возврат од твоето пријателство, освен супер поминато време, дружење, размена на енергија и сето она кое што едно нормално пријателство треба да го има. Во минатото, да, луѓето ги врзуваше искрено пријателство, а денес се почесто ги врзуваат луѓето интереси, така функционираат и токму испровоцирана од тие интереси кои мене ужасно многу ме гушат, ужасно многу ме фрлаат во една таква ситуација да кога ќе ги препознаам интересите кај блиските, страшно ме убива тоа и си викам зошто, не мораше. Не мораше, јас и сама ќе ти се понудев во некои работи да ти бидам од корис. Не мораше на таков начин. Знаеш, го чувствуваш тоа како предавство. Буквално предавство. Улогата на мајка. Колку е комплицирана, колку е предизвик и кои се новите искуства со кои се стекна? Титула каква ни една друга не може да ја замени, мајка,
Значи со таква гордост и со таква леснотија ја носиш таа титула, што мислам дека ништо не ти е тешко. Ни една непроспиена вечер не ти е нешто кошмарна, ниту пак некоја обврска, задолжение, домашна работа, било каква друга ситуација, а ги има многу и со едната и со другата кирка ми се навистина многу со уживање ја носам титулата и многу учам од нив. Ако сум веќе во 5-та деценија, јас се уште учам од моите деца. Посебен учител пак ми е малата кирка, Матеја, која е едно специјално дете, многу се спротивни, Лора е многу талентирана за пишување, тоа го открив неодамна, ама Лора се што чувствува нема да дојди да ми го кажи, туку Лора ќе ми го напиши, па ќе ми го остави некаде да го прочитам. А Матеја, за разлика од Лора, таа сака постојано да зборува. Таа е мудрица, невидена и таа има наследено толку многу од оној талент мој на гласно зборување. И се што слуша како јас зборувам на емисиите, таа го преточува на нејзино возраст и таа го кажува после малку со филозофска една нота, го кажува и ме учи се уште за животот. Ме научи и Лора многу за животот и кога беше мала, особено крајот на јануар месец, кога јавно со целата јавност сподели едно писмо на интернет, ме тресна од земја. А Матеја пак ме учи толку многу нешта за животот и за енергиите кои мислиме дека не постојат и за врските кои веќе се раскинати со живите и покојните. Матеја ме учи за тоа колку многу енергиите останале тука и колку се присутни, чувајќи го споменот на нашите драги луѓе кои што се на небото и бидејќи на небото му требале добри луѓе, имало дефицит на добри луѓе, морало да не ги земе најдобрите од семејството и да ги качи на небото. И таа постојано на таа тема развива такви дискусии што јас жалам што во моментот не ги снимам за да можам после да ги употребам во се она што јас го пишувам како творештво. Од релативно помал град отиде во големиот град, своевремено град каде можеа да се остварат соништата. Се судри со многу паметни, непаметни идеи, многу предизвици кои ти донесоа релативно многу искуство во текот на животот. Те направија жена на некој начин, жена борец. И пак ќе се навратам на почетокот, оние кои знаат да препознаат кога станува збор за таква жена борец, секогаш го акцентираат онај елегантен и суров начин на расудување на она што се случува околу нас. И сега за крај на овој разговор, кои се паметни одлуки во животот? Паметни луѓе се оние кои не трошат време на тугите коментари, на тугите погледи, оние кои многу добро знаат да го филтрираат лицемерието, простотилакот и берењето на туѓо гајле. Јас мислам дека паметниот човек никогаш нема да троши време да ти објаснува зошто направил така или зошто направил вака. Јас таа девиза ја практикувам последните 5 години многу, дека ти мисли за мене што сакаш, но јас и понатаму ќе правам добри работи и нема никогаш да трошам време во објаснување зошто постапив така или зошто постапив вака. Паметниот човек гледа да напредува во својот живот, да ја најде онаа совршена хармонија, да го пронајде внатрешниот мир, бидејќи тој е рецепт за еден среќен и исполнет живот. Паметниот човек никогаш не трупа материјални богатства, туку гледа да ги има спомените во срцето, а не по фиоките и по сефовите во банките. Тој гледа да создава добри контакти, затоа што само така ќе се чувствува добар човек и паметниот човек секогаш се труди да најде доволно денови во годината да им помогне на оние на кои им е многу полошо од него. Мислам дека ништо повеќе од тоа нема потреба. Сусана, јас ти благодарам многу за твоето гостување во Кирилица. Се надевам дека во следна прилика би можеле уште повеќе да дискутираме на одредени хуманистички теми во секој случај. И ми представуваше особено задоволство овој разговор. Научив многу и јас. И мене исто така и со задоволство и некој следен пат повторно ќе зборуваме на било која тема. Секако, ти благодарам многу. И тебе исто така.
Има толку многу нешта кои ги посакуваме, а нема никогаш да ни се случат. Има многу луѓе по кои копнееме, а нема никогаш да го забележат тоа. И има болести за кои мислиме дека се неизлечиви, а не се. Има толку многу нешта кои ги правиме, а не мораме. Сето тоа е така затоа што не веруваме доволно, не се цениме себе си или пак се откажуваме. А понекогаш и не знаеме како да го привлечеме она што го сакаме. Затоа, секој од нас е пожелно да нурне длабоко во себе, да ги пронајде своите вредности, приоритети, желби и планови. А потоа да се спушти во своето тајно чекмеџе и да ги зацврсти најсилните шрафови за да не може никој да ги размрда, измести или оштети. Твојот живот е само твој и само ти си одговорен за се што ти се случува, за се што не ти се случило, а можело да ти се случи и за се што добрва ќе ти се случува.